Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Со уведни зборови на обвинетите и нивните адвокати во големата судница во затворот Идризово во тек е ново судење за пожарот во Кочанската дискотека. Судењето го следи колешката Тамара Дичовска, ја вклучуваме во живо во овие вести. Тамара, утрово можевме да ги слушнеме во видните зборови на поранешните директори на Дирекцијата за заштита и спасување, како тече рочиштето до овој момент. Да, за сега, дури сме тука на ова ручиште, воведни зборови имаат поранешните директори на Дирекцијата за заштита и спасување, како што кажа и ти. Прв во воведните зборови се обрати поранешниот директор на ДЗС Шабан Селију, кој што беше на чело на Дирекцијата од 2008 до 2017 година, додека пак кога се случи трагичниот пожар во Кочани, тој беше министер без ресор. Шабан Селију вели дека во сиве овие години, дури бил директор на Дирекцијата за заштита и спасување, тој не знаел дека постои дискотеката Пулс, ниту пак дирекцијата знаела. Вели дека Дирекцијата за заштита и спасување не е детективска служба да пронаоѓа нелегални објекти низ државата. Ако постои системска грешка, односно системската грешка треба да се наоѓа кај оние институции кои што имале надлежности и дали лиценза на оваа дискотека да работи овие години. Според него, тој смета дека обвинението не е основано и ќе докаже дека тој нема одговорност во овој случај. Вели дека државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски направил преседан, кога на пресконференција кажал дека одговорност нема кај директорот на Државниот пазарен инспекторат, а има кај директорите, па тогаш прашува зошто е обвинет тој како директор, меѓутоа и останатите 3 директори на Дирекцијата за заштита и спасување смета дека обвинет бидејќи требало уште од 2012 година да предвиди дека ќе има пожар оваа година во Пулс, нешто што, како што вели, ниту баба Вања не можела да го предвиди. Во продолжение да го слушнеме поранешниот директор на ДЗС за воведните зборови. Обвинет сум со паушалност на поврзани кривично-правни со управно-правни појми во обвинителниот акт. Цитирам: директорите на ДЗС иако биле свесни дека поради нивното несторување може да настапи штетна последица, се согласило ле со незиното настапување. Бог да чува. Што значи обвинет сум за евентуална умисла дека јас уште во 2012 година па се до 2017 година сум бил свесен и сум знаел дека ќе се случи настанот на 16 март 2025 година. Ова за волја на вистината не може ни баба Ванџа да станела од гроб да го предвиди, а камоли ја, као обичен човек. Воведни зборови имаше и поранешниот директор на ДЗС Адан Джафировски, кој што беше директор на дирекцијата од 2017 до 2020 година. Тој во видните зборови кажа дека совеста му е чиста, бил кратко време дел од овој нефункционален систем кој што пробал да го подобри, а воедно и го подобрил. Вели принуден е да се брани од обвинение кое не му е јасно. Ги разбирал родителите кои ги загубиле децата, им ја разбира и болката, но вели дека едно зло не треба да се одмаздува со друго зло и да се смета дека правдата е задоволена. Во продолжение го слушаме и поранешниот директор Джафировски. Јас бев само кратко време на чело на еден фрагмент од тој нефункционален систем кој пробав со моето знаење и умење да го подобрам. И сметам дека во голем дел успеав, зашто верувам ќе успеам да го уверам судот во понатомошната постапка со докази кои ќе бидат презентирани. Ги разбирам и амбициите на некои јавни обвинители да напредуваат во своите кариери. Но никако, ама баш никако, нема да прифатам тоа да го прават на штета и сорушење на мојот интегритет и мојот авторитет. Ќе се борам додека дишам, ама тоа нема да им го дозволам.
Ги слушнавме во видните зборови на двајца поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување, кои што се оградуваат од било каква одговорност за трагичниот пожар во дискотеката Пулс. Во видните зборови на другите обвинети продолжуваат целосниот извештај, ќе го имаме во 16 часот. Тамара Дичевска, ти благодарам за овие информации. Си како стануваш да го проследиш остатокот од денешното ручиште, многу повеќе информации од тебе очекувам и во вестите во 16 часот. Председателката Силјановска вели дека не е информирана дека Македонија ќе прифаќа мигранти од Велика Британија. Смета дека ако овие лица се закана за безбедноста на Британија, тогаш се закана и за нашата безбедност и дека таа лично е против ваков чекор. И јас, колку што сум информирана од британскиот амбасадор, ама и од владата, тоа не е точно. Мојот став ќе го кажам. Ако се работи за лица кои се опасност за Британија, тие се подеднакво опасни и за нас, и јас сум против нивен пријем. Меѓутоа, сега ова што го кажувате резолуција, ама прашањето е зашто резолуција ако ние немаме докази, бидејќи она што во медиумите излегува со сета чест кон оваа професија и почит не мора да биде точно. СДСМ најавува поднесување на резолуција до собранието за да се спречи носење на мигранти во Македонија. Лидерот на партијата ги повика и пратениците од ВМРО ДПМН да го поддржат ваквиот документ, бидејќи вели дека ако и ова не успее, ќе организираат протести. Филипче останува на ставот дека информациите кои ги објавија британските медиуми се сериозни и опозицијата нема да дозволи Македонија да се претвори во прифатилиште за мигранти. Да ги преземеме работите во своји раце, да не биде после тоа касно. Денеска најавувам и нов чекор. После оваа петиција ќе излеземе во собранието и ќе бараме изгласување на резолуција за ова да го запреме. Тоа ќе ги повикувам и пратениците на ВМРО ДПМН да прифатат резолуцијата. Така ќе избегнеме. Мислевме, рековме кој лаже, кој не лаже. И тоа ќе биде доволно, не да им веруваме на празни зборови, туку да има потписи. Доколку ВМРО ДПМН не излезе и не ја прифати оваа резолуција, ќе бидеме приморани понатаму да се бориме со сите демократски средства. Еден од нив е да ги повикаме сите граѓани на еден голем народен протест. Заедно, обединети, сплотени, да го блокираме процесот. Од ВМРО ДПМН и денеска негираат дека Македонија ќе прифаќа мигранти од Велика Британија. СДС секојдневно пробува да дојде до некакво медиумско внимание преку ширење на лажни вести, шпекулации и невистини. Како расипана плоча или касета која врти во круг. СДС во безидејност, без програма, без идеја, без аргументирана критика, растура пердови во јавноста. Еве денес по не знаеме веќе кој пат како ВМРО ДПМН, а вчера и председателот на владата Христијан Мицкоски веќе демантираше дека ќе има мигранти во Македонија. Повторно им кажуваме на СДС, мигранти во Македонија нема да има, стои во писменото соопштение ова утро испратено од владеачката ВМРО ДПМН. Иницијативата на владата за разрешување на државниот јавен обвинител Куцевски се уште не е пристигната до собранието. Барањето, кое вчера го објави владата, се темели на сериозни професионални пропусти во работењето на Куцевски, меѓу кои неовластено откривање информации од судски предмети, нарушување на тајноста на постапките и нарушување на угледот и функционалноста на јавното обвинителство. Ваквиот предлог, откако ќе пристигне во собранието, треба да се најде на собраниска седница, а за разрешување на Куцевски е потребно мнозинство од 61 пратеник. СДСМ се уште нема став дали ќе ја поддржи иницијативата за разрешување на Куцевски. Сепак Филипче вели дека овој чекор не води кон вистински реформи во овој сектор, туку кон политички притисоци врз Куцевски за власта да може да постави партиски лица на оваа позиција. Ние сме против концептот на притисок кон било кој во правосудството. Тоа не смее да се дозволи. Не станува збор, ќе потенцирам, затоа што не сакам да ми ги извртат зборовите, затоа што се спремни со својата пропаганда, ВМРО ДПМН тоа да го направат. Не бранам никого, но не е тоа што сите очекуваме да се направи. Ние имаме препораки од оценската мисија, што треба да се направи во правосудството. Ниту една препорака не е имплементирана. Нема нов закон.
за јавно обвинителство. Треба да има нов закон. Треба да има нов кривичен закон. Тоа се суштинските работи кои што треба да ги видиме во правосудството. Не кој да биде на некоја позиција и се постава прашањето кои се критериумите. Штипена чекор до избор на фирма која ќе треба да постави видеонадзор на над 150 локации во градот. Тендерската постапка заврши, па првиот човек на општината очекува наскоро да почне со поставување на опремата, а целиот проект вреди 10 милиони денари. Заврши тендерската постапка за поставување систем за видеонадзор на 155 локации во Штип. Општината е на чекор до избор на најповолен понудувач, со што ќе може да започне реализацијата на проектот, што треба значително да ја зајакне безбедноста и да ја намали штетата врз јавните површини. Системот ќе помогне во контрола и превенција на низ појави, од вандализам и уништување урбана опрема до нарушување на јавниот ред на фреквентните сообраќајници и раскрсници. Верувам дека ќе се евидентираат сите девијантни појави, оштетување на јавен простор, на јавна површина, оштетување на урбана опрема, која константно ни се случува како појава во нашиот град, а верувам дека овие записи, видеозаписи ќе служат и за СВР Штип, за доказна постапка. Дел од инфраструктурата ќе биде насочена кон јавни површини, каде досега се регистрирани најмногу оштетувања. Локациите се утврдени во координација со СВР Штип, но и по потребите, за потребите на институциите под локална самоуправа, вклучувајќи ги овде сите образовни институции, сите градинки, воспитно-згрижувачки институции, паркови, јавни површини, секако градската депонија. Ке постои мониторинг центар, сместен во просториите на општинската зграда, за што ќе бидат ангажирани 6 лица со посебни квалификации. Овие лица ќе добијат посебни овластувања и сертификати, ќе бидат задолжени сите информации да ги држат во тајност, што значи дека видеоматеријалот нема да биде јавно достапен и ќе се чува во системот не повеќе од 30 дена. Целата инвестиција е вредна 10 милиони денари. За Сител, Трајан Ристовски. Расте бројот на лица кои се приклучуваат кон волонтерски активности. Од Црвениот крст Охрид велат дека радува податокот што во нивните хумани акции се вклучени граѓани од сите генерации, кои без никаков надомест им помагаат на оние на кои тоа им е најпотребно. Охриѓани се хумани, а кај голем дел од нив е развиен волонтерскиот дух. На различна возраст и се инволвирани во сите сегменти на делување. Радува податокот дека расте бројот и на младите, кои се подготвени безрезервно да им помогнат на оние на кои што им е неопходна помош. Сакам да нагласам дека Црвениот крст е отворен за добронамерни луѓе од сите возрасти кои својата емпатија, желба, цел и амбиција сакаат да ја посветат на нашите хуманитарни активности, одвојувајќи дел од своето слободно време, дел од себе од својата стручност, професионалност за помош на нивната категорија. Да се биде волонтер е нешто неопишливо, како што кажав и претходно, е благородна работа, така што би сакал и моето искуство да го стекнат и други нови волонтери во иднина и јас да бидам тука да им кажам и јас како сум го поминал тоа, да го споделам моето искуство и да го споделам моето знаење кое сум го стекнал како волонтер досега. Охриѓанецот Сашо Топаловски, кој досега има остварено 50 дарување на крв, ги охрабрува сите да почнат да даруваат драгоцена течност, потенцирајќи ја хуманата димензија на крводарителството. Првиот пат кога дарував крв, дарував за родилка, што беше потребно крв. И од тогаш па навака, можам да речем 20 години, веќе редовно си дарувам крв. Чувството е преубаво кога ќе подари живот на некој, стварно е преубаво. На сите му препорачувам пред се на младите дека си почнат да си даруваат крв. Од Црвениот крст од Охрид посочуваат дека волонтерите од сите генерации, од најмладите до највозрасните, се најблагодарното и најчистото нешто во заедницата, кои што без никаков надоместок за себе, своето време, труд и знаења ги посветуваат на оние на кои им е потребна помош. Нина Ритоновска, Сител телевизија.